Граѓанско-демократската унија прашува до кога депонии во близина на училиштата. Како пример ги наведува копиштата смет кои се наоѓаат на само 20 на метри од училиштето во штипската населба Баби. Хартија, кеси, стакла, шишиња, апсолутна мизерија, која освен тоа што ја уништува животната средина, го загрозува и здравието на нашите деца. Особено опасни се искршените шишиња и стакла, но и многу лошата порака и воспитна мерка која како општество ја испраќаме кон децата од основното училиште. Испраќаме јасна порака до ЈП Исар и градоначалникот Бочварски. Овој проблем да се реши веднаш, додека некое детенце не пострадало. Очекуваме депонијата да се исчисти, просторот да се уреди урбано и да дадеме јасен пример на нашите деца како треба да изгледа средината во која што живеат. Ако општинските служби и јавните предпријатија не го решат проблемот, за кој земат плата од нашите даноци и други давачки, до сабота, 28 септември, тогаш ние граѓаните ќе го решиме. Се обраќаме до целата штипска јавност и особено граѓаните на населба Баби, не како представници на политичка партија, туку како родители. Ако проблемот не се реши до сабота, ве покануваме заедно со нас на работна акција во 12 часот тука, на истото место, да го исчистиме просторот и да го решиме проблемот. Нова реагира од јавното предпријатие Исар. Во изминативе 2 години, јавното предпријатие Исар уреди 15 локации за контејнери за цврст комунален отпад, хартија и стакло на територијата на општина Штип. Само оваа година се набавени и поставени 90 контејнери од 1,1 метар кубен и 500 канти за отпадоци и 60 корпи за отпадоци, се со цел подобрување на јавната чистота во општина Штип. Еднаш месечно во организација на општина Штип и јавното предпријатие Исар се спроведуваат еколошки акции во урбаните заедници. Но сепак останува нашиот апел сметот да не се депонира околу туку во контејнерите за смет, се со цел да се избегнат грдите слики. Ако сакаме чиста и здрава животна средина, активно треба да бидат вклучени сите чинители, вклучувајќи ги јавните предпријатија, урбаните заедници, граѓаните и политичките партии.